Ќе се реконструира Занаетчиската улица во Тетово во рамки на проектот на ИПА прекугранична програма со Косово 2014-2020 за живување на занаетите и градење култура за заеднички туристички развој. Денеска градоначалникот Билјал Касами, министерот за локална самоуправа Ристо Пенов го потпишаа договорот за кофинансирање на проектот. Да отпочнеме еден процес на соработка преку потпишување на договорот за изградба на реконструкција на Занаетчиската улица со финансиски средства од Европската унија и од Министерството за локална самоуправа, како и да разговараме околу идните можности за грантовите шеми во кои општина Тетово може да биде вклучена пред се преку швајцарската програма, преку UNDP и преку другите програми. Се работи за проект за прекугранична соработка во кој се вклучени општина Тетово и општина Призрен, со кој се надеваме дека во иднина ќе подобриме инфраструктурата во интерес на развој на туризмот. Исто така со министерот разговаравме за идната соработка со Министерството, сигурно дека сме поврзани во делот на надлежностите кои ги делиме како локална и како централна власт. Тоа покажува дека општина Тетово, односно јас лично сум заинтересиран да соработувам и со централната власт за интерес на граѓаните, односно да реализираме проекти во иднина кои се во интерес на граѓаните. При денешната посета министерот Пенов ја истакна потребата да се работи на понатамошна децентрализација и на пречките кои стојат на општините, особено во финансовото менаџирање, со цел послободно да функционираат. Во сите домени општините да добијат поголема моќ. За сега по автоматизам оди финансовата децентрализација. Например, од следна година општините ќе добиваат уште 0,5% повеќе од данокот на додадена вредност. Но тоа е малку. Токму тоа со градоначалникот разговараме, во оперативното водење на општината им требаат други елементи за кои потребно е и законот за локална самоуправа, но и други закони да се менуваат за да преаѓаат ингеренциите и финансирањето кон општините. Градоначалникот Касами пак рече дека треба да се забрза процесот на децентрализација, за да може подобро да ги решаваат проблемите во општините. Еден од главните проблеми на општина Тетово е овој урбан хаос во кој се наоѓаме. За мене е несфатливо, особено деталните урбанистички планови, да одат на усвојување во Министерството за транспорт. Разбирливо е да генералниот урбанистички план и просторниот план кои се и национален интерес и да бидат изменаџирани со централната власт во делот Министерство за транспорт, но кога работиме и разговараме за внатре организирање на градовите, на општините, тоа би било да биде чиста локална општинска надлежност. Во вакви ситуации, вакви примери има многу и во други области, во земјоделие и така натаму, каде што кога надлежностите би биле до општините, сигурно дека тоа би било поизводливо и попрактично за да им се излезе во пресред на граѓаните.